Се вжештува политичката атмосфера во земјата во пресрет на предстојните локални избори. Во трката по гласови се користи секоја можност за пласирање на партиски платформи и политики или оцрнување на противникот. Резултатот е дека работата на законодавниот дом, која стана жртва на надмудрувањата меѓу власта и опозицијата, е блокирана. Денеска беше одложена една пленарна и неколку седници на собраниски комисии. Ја прекинувам седницата на 15 минути. Наспроти закажаните активности во парламентот, ВМРО ДПМН излезе со нови барања за расветлување на пожарот во Тетовската модуларна болница. Ние како пратеничка група на ВМРО ДПМН денеска до председателот на Собранието на Македонија поднесеме предлог на одлука за формирање на анкетна комисија, која ќе има за цел утврдување на фактите и политичката одговорност на надлежните и одговорните лица и институциите. Додека опозицијата бара оставки од надлежните за овој случај, мнозинството обвинува дека се злоупотребува голема трагедија и се покажува неодговорност кон граѓаните. ВМРО ДПМН секој ден го пробива сопственото дно на неодговорното и нехумано однесување. Наместо да работат за она за што се платени, да им служат на граѓаните и државата, пратениците на опозицијската партија на најподмолен начин тераат политиканство и лични интереси. Оваа седмица е последната работна недела на парламентот пред стартот на кампањата за локалните избори, но дел од невладините кои ги мониторираат активностите на партиите сметаат дека кампањата почнала пред време. Во принцип, учесниците во изборната кампања главно ја почитуваат законската забрана за промовирање на програмите на кампањите, но од друга страна се гледа една извонредно динамична, на моменти многу и агресивна кампања со интензивни, промотивни и други комуникацијски активности. Локалните избори, 7 од независноста, наваму се закажани за 17 октомври. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.